Јас ја насловив како упорност. Сметам дека упорноста е една голема доблест која што на сите нас ќе ни помогне да ги разбереме чувствата и да разбереме колку навистина е важно да бидеме упорни, особено кога си посакуваме некои желби, кога сакаме да оствариме некои цели. Затоа и можеби кога размислував, сакав пред се да научиме нешто повеќе за тоа што е ментално здравје, кој што е многу важно, кој што ги опфаќа нашите чувства, а тоа го правам преку една интересна приказна, која што ќе ви сврти, се надевам, добро внимание и ќе останете до крај на мојата презентација. Она што исто така сакам да го нагласам во приказната која што ќе ја слушате е да размислуваме на некои вредности кои што ни се потребни, особено вас учениците во иднина и понатака во вашето растење и живење. Приказната која што сакам да ви ја прочитам се вика Малата локомотива и јас додека ја читам, вие можете постојано да размислувате. Меѓутоа имам интересни прашања за вас, се надевам дека убаво ќе се забавите. Еве како тече приказната. Еден убав црвен воз полн со играчки и храна за децата од селото тргна од железничката станица. Играчките беа весели што до крајот на денот ќе се најдат во рацете на децата од селото кои после вкусната вечера ќе си поиграат со нив. Но убавиот црвен воз само по неколку километри се расипа. Не можеше ниту да мрдне. Она што сакам сега да го направите е да може би размислете на неколку прашања, со тоа што ќе можете слободно да го стопирате видеото и да одговорите пред се каде се случува дејството или со што бил натоварен возот. Овие две прашања ќе ни помогнат особено да го разбереме она што се случува во првиот пасус. Што е тоа што е лошо, а што е добро во самиот дел од текстот? Може би прашањето како се чувствувате кога ја слушнавте последната реченица која што ја изговори црвениот воз. Или, пошто знам дека вашите срца имаат многу приказни, само треба да ги потикнеме, да ги разбудиме и многу лесно ќе можете да одговорите на прашањето што понатака се случи во приказната. Разбудете ја малку вашата фантазија. Може би вашиот крај ќе биде почеток на една уште поубава приказна која што ќе укаже на други вредности кои што ни се важни во нашиот живот, во нашето растење. Јас ќе продолжам да ја читам приказната. Од првиот вагон веднаш скокнаа куклата Сара и кловнот Изи и решија да побараат помош за да можат навреме да стасаат во селото. Ја запреа првата локомотива што одеше кон гаражата и ја замолија да им помогне и да ги пренесе до селото. Тоа беше една голема силна црна локомотива кој им рече дека не може да им помогне затоа што таа пренесува патници и не може да губи време со некакви си играчки и храна. Кловнот Изи и куклата Сара се наташија. И овде имам неколку прашања на кои што би сакала да размислите. Кога зборуваме за некои наши вредности, ние секогаш сме поттикнати од некои чувства. Затоа сакам да се потсетите како се чувствувале Сара и Изи кога ја догледале црната локомотива, а како кога го слушнале нејзиниот одговор. Што би направиле вие? Еве да сте на местото на Сара и на Изи. Дали би постапиле исто или може би имате некоја друга идеја? Кога си тажен, кога сакаш другите нешто да направат за тебе, како се чувствуваш? И што е тоа што мислиш дека другите треба да го направат за тебе? Открите ги, идентификувајте ги вашите чувства. Тоа е многу важно за да можете да си ги откриете собствените вредности. Можете и да нацртате својата тага, цртајки една фигура која што не мора да биде ликовно перфектна или не знам да биде најубавата, меѓутоа нас ни е битно да сега вие ја лоцирате својата тага, каде ја чувствувате, во кој дел од телото, со која боја би ја обоиле,
и може би да поразговарате со некој што е до вас, повозрасен, како тој мисли дека ја чувствува тагата и каде најчесто е местото на неговата тага. Јас сепак ќе продолжам да ја читам приказната и понатака. Во моментот видоа како доаѓа друга локомотива. Повторно им се роди надеж. Ја запре оваа шарена и голема локомотива, молејќи ја за помош, но таа им рече дека е премногу стара и уморна и дека е сигурна дека не може да успее да ги пренесе до селото. Играчките се разочара уште повеќе, но не губеа надеж. Упорно се вртеа на сите страни барајќи локомотива. Издогледа една мала сина локомотива што весело се играше по пругата. Ја запре и неа и замолија да ја помогне. Сината локомотива навистина беше мала, а вагоните беа полни со играчки и храна, но сепак се согласи да им помогне и рече дека ќе проба. Срекните играчки веднаш ги закачија вагоните за неа и возот беше подготвен за тргнување. Да видиме, а што понатака се случи? Малата сина локомотива весело свирна и возот тргна. На рамниот дел од пругата локомотивата имаше сила да ги влече вагоните, но кога започна на горнината, таа почна побавно да се движи. Малата сина локомотива многу се трудеше, пувкаше, ќувкаше, излегуваше чат од сите страни, но таа беше решена да успее. Тивко си повторуваше во ритмот на штркањето на тркалата: мислам дека можам, мислам дека можам, мислам дека можам. И полека, но сигурно си скачуваше по ридот. Пуф, пуф, ќув, ќув. Таа не се откажуваше. Уште само неколку метри се гледаше врвот на ридот. Ја вложи последната сила од себе и малата сина локомотива успеа, го искачи ридот, а за надолу, тоа беше лесно. Сите играчки скокна од радост и се заблагодаруваа на малата сина локомотива, а таа гордо и среќно си рече: мислев дека можам и успеав. Секако дека многу чувства на среќа и задоволство слушнавте дека има во овој текст или во оваа приказна. Затоа би сакала да ја потикнете вашата креативна мисла. Да направите можеби некој краток состав. Ако не можете состав, нацртајте и направете своја сликовница од приказната. Или само разговарајте со некого. Она што особено е важно и што мислам дека треба да размислите сите е колку е тоа важно да се верува во себе, да се верува дека навистина можеш да успееш. Колку трудот, решителноста, упорноста се важни во вашето учење, во она што сакате да го постигнете, во она што сакате да се трудите да бидете во иднина. Дали навистина е корисно да се биде упорен и пред се не заборавајте ги чувствата. Како се чувствувате кога навистина ќе вложите голем труд, многу мака во нешто, а сето тоа убаво и добро ќе ви се возврати со една убава, среќна и задоволна насмевка, исполнителност во себе. Јас се потсетив и на една игра која што се вика бумеранг. Би сакала и за тоа да размислите, да видите како можете да ја поврзете со оваа доблест што ја викаме упорност. Не заборавајте, многу е важно да верувате во себе, да не се откажувате, бидете упорни, решавајте ги проблемите и проблемите се решаваат само ако се обидуваме повеќе и повеќе пати.